нашите пратеници на Народното собрание, ниту ќе ви зборувам за фокус и притисокот кој што го трпи. Туку сакам да ве вратам малку во времето да се обидеме да најдеме одговор на прашањето кога ја погребавме Европската агенда на Македонија. И веднаш да се вратиме во 2006 година. Сакам да ве потсетам дека во 2006 председателството го имаше Финска. Само што дојде Никола Груевски на власт и веднаш Романо Проди, тогаш, како премиер на Италија, инсистираше, пазете, инсистираше Македонија да добие датум за почеток на преговори. На тоа го добивме овој одговор од триото во Македонија, премиерот, подпредседателот на влада задолжен за евроинтеграции и министерот за надворешни работи. Сите тројца рекоја, ние ќе бараме датум од словенечкото председателство. Не ли ова малку чудно? Чудно е поради две работи. Прво, зошто кога ви нудат некој да лобира за вас, вие да кажете не благодарам? Второ, чудно е затоа што следното председателство не беше словенечкото. Следното председателство беше германското. Словенечкото не беше ни после германското. Бидејќи после германското беше португалското. Дури после тоа беше словенечкото. Значи, што се случува? Одговор на ова прашање има практично два одговори. Или имаме некадарна влада, кој не разбира што се случува, или имаме влада со зла намера. Јас мислам дека имаме и едното и другото. И ќе ги објаснам зашто. Некадарна владата ни е многу некадарна. Ама во државата кога сите медиуми ви се под контрола и кога пропагандата работи повеќе од што било, тогаш многу лесно може вие да се проектирате како влада технократска, која е бива, не знам што да направи. А практично, нашата влада е навистина смешна. Јас тука имам само неколку работи, ќе ви цитирам од дел од документите на влада, кои што мислам дека кажуваат многу за неа. Еден многу битен документ кој што се вика Национален развоен план на Македонија 2008-2013. И сега во делот кај што се зборува за стечајот и за колку е битно Македонија да има добар закон за стечај, јас ќе ви цитирам што нашата влада пишува. Нашата кадарна влада вика вака: казната за објавување банкрот во антички Рим било робство или смрт за лицето по избор на кредиторот. Во средниот век омекнал односот кон несолвентните должници, така што во Италија банкротираните се само казнувале или пред толпа народ извикувале: јас прогласувам банкрот. Во Англија должниците биле затворени или им било сечено уво. Денес, исто така, во некои од источните земји луѓето кои прогласуваат банкрот од јавноста се перцепираат како неспособни и отежната им е понатамошното вработување. Дали овие кои што го пишувале документот се свесни дека на секој од нас може стечај да му се случи? Ова е далеку од човекови права, далеку од секој нормален здрав разум, ама е дел од официјален документ на нашата влада. Понатаму. Ако одите понатаму, во делот на популационата политика, има 6 цели. Шестата цел ќе ви ја прочитам како гласи. Вика: намалување на бројот на самци и самици. Почитувани Скопјани, владата нас ќе не мажи и ќе не жени, ќе не наплаќа данок, ќе не носат. Во секој случај ќе не множат, за да можат тие да владеат со повеќемина. Значи, ова е нашата кадарна влада. И последниот цитат, за кој што свесна сум дека нема многу време, е од програмата на влада 2008-2012. Во делот за полиција пишува вака: полиција блиска до граѓаните. Века: доминантен принцип во полициското работење останува принципот на, верували или не, комјунист полисинг. Комјунист полисинг. Сега ви е јасно што ви се случи на 24 декември
владата барем била искрена и се случи комјунист полиси. Почитувани сограѓани, мислам дека ја делите мојата загриженост. Единствен начин Македонија да мрне понатаму е ова некадарна и неевропска влада една за секогаш да си оди. Благодарам.